Новогодишната вечера, се она што е најважно за сите нас е да го пронајдеме сопствениот мир и на убав начин да ја испратиме претходната 2024 и да ја дочекаме новата година. Секој од нас со своите желби и со своите цели кои што ги има за наредната година, а како што споменав, најважното е да го пронајдеме мирот. Овој пат се наоѓаме во домот на Боро Секуловски, односно попознат кај граѓаните како Боро Коса, особено на социјалните мрежи, кој што и оваа година не пречека одлично во домот, за да ни ги покаже неговите нови новогодишни декорации, меѓутоа и да нагласи дека ова е неговата оаза на мирот и дека вака изгледа семејство во кое што преовладува хармонија, почит и поддршка, а освен декорациите, тоа е и нашата цел за да го представиме во наредните минути. Боро, како и секоја година, така и ова не пречека тука за да ги видиме и твоите новогодишни декорации, па ме интересира за 2024-2025, што е она што е тренд и кои мотиви ги користеше ти за да го декорираш домот овој пат. Добро дојдовте Симона во мојот дом. Се надевам дека ќе уживаат и гледачите во овој прилог. Како и секоја година, значи без традиционална телка не може да биде нова година и Божик. Тренд како и минатата година доста се машните, панделките може да бидат во поголеми, оверсайз како што се и помали како што може да се приметат на свеќениците и на чашите за пијалок. Претпоставувам дека секоја година се наоѓаш поразлична инспирација од претходната, па што е она што тебе те мотивира, дали слепо ги следиш трендовите или сепак го прилагодуваш тоа на твојот личен вкус? Дефинитивно можам да кажам дека не ги следам слепо трендовите, затоа што да, можам да кажам дека следам трендови, меѓутоа не ги земам сите комплет како што одредени луѓе тоа го прават, затоа што сепак сакам да имам и мој печат во целокупното декорирање на мојот дом. Мотивот секогаш е дефинитивно семејството, затоа што сите сме зближени за празниците и сакаме празниците да ги поминеме во најтесниот круг со семејството. Се ова изгледа безпрекорно и тоа гледачите секако ќе го забележат, затоа што навистина секој детал е внимателно одбран. Меѓутоа, доколку сакаат еве и тие да направат нешто такво во нивниот дом, веројатно оние кои што се помалку креативни ќе им биде малку проблематично, па затоа колку е важна креативноста тука, односно иако изгледа секако да е на вистинското место, тука треба многу и креативност и имагинација, па колку се важни деталите и по некои од украсите да ги направиме сами. Можам да кажам дека дефинитивно најголема грешка што прават луѓето е во изборот на материјалите. Значи мешаат многу материјали, затоа кога и различни бои и цело тоа кога ќе се склопи не изгледа баш фино, искрено кажано. Кај мене дефинитивно може да приметите, значи оваа година е традиционална зелената, златната и има моменти на црвена боја како што се оверсайз машните и машните на како што напоменам на свеќниците и цвеќињата. Меѓутоа све друго гледам тоа да биде во неутрални бои како што е златната, белата, зелената, бежовата. За гледачите можам да кажам дека најбитно пак нека ги изберат материјалите, значи да не лутаат многу со разни типови на материјали, затоа што целокупно кога ќе се направи тоа, на крај финишот може и да изгледа лошо. И да не се задоволни од резултатот, а она што еве според мене мислам дека ќе го помислате дека сето ова финансиски чини многу, што можеби е и така, но ќе нагласиме дека ова е долгогодишна инвестиција во сето што го правиш ти, па за се вака да изгледа колку години се вложуваш во декорирањето и во украсувањето без разлика дали станува збор за новогодишните, божикните празници или пак пролетните декорации, ова сето си има нели долгогодишна историја на нас. Така. Секоја година купуваме дополнително украси, може да се примети тоа од изминатите години тие што ме пратат и што ме следат на мојот Инстаграм профил. Може да кажам дека да речеме секоја година ако сум купил оваа година тањери, другата година ќе купам прибор, третата година ќе дополнам со различни видови на лампиони и така натаму. Као и што кажам, затоа што сме правели претходно прилози, за великденските празници друг е декорот, за пролет имаме друг декор, како и на есен со тиквите, така и за новогодишните и божичните празници. Препорака за новогодишните празници е мојата, нели, златно, бело и зелено, меѓутоа како се приближуваме до Божик и Бадник, тогаш гледам да поставам и црвени детали, затоа што даваат некој потопол пријатен амбиент во домот.
Значи ова не е се тоа, малку ќе се измени и за Божик и тоа само ја покажува твојата истрајност во ова што го правиш, но секако се наметнува и прашањето дали во ова го пронаоѓаш својот мир и благосостојбата во домот. Дефинитивно значи дека ме смирува декорот во домот, го сакам тоа и се приметува и луѓето го приметуваат дека тоа го сакам. Го правам тоа и со помош на сопругата, во одржувањето се и моите деца кои се научени значи нели за да знаат како да се однесуваат и да ги чуваат работите. Тука се наметнува и прашањето, кое што и секако го планирав, меѓутоа спомена сопругата и децата, па колку е важна поддршката од членовите на семејството за декорациите да го добијат својот сјај, односно секојдневно функционирањето во домот да не го попречува тоа, дали ти е потребна нивната поддршка за се да биде на свое место? Сепак не би било ова вака ако не е нивната поддршка, апсолутно. Значи како што напоменав дека мојата сопруга ми помага во одржувањето, на моменти во декорацијата, она можам да кажам дека има и на моменти повешти раце, меѓутоа идеите се мои, децата апсолутно значи ме поддржуваат и го сакаат домот и ги чуваат работите. Благодарам многу за разговорот. Секако верувам дека ќе имаме уште многу наредни прилики да дојдеме и да ја покажеме вашата креативност како нели цело семејство и да уживаме во се она што ново ќе приредувате. Меѓутоа, ева како заокружување на разговорот, која твојата порака не мора да биде во однос на декорациите, меѓутоа за нашите гледачи, за тоа што веќе ќе зачекориме во 2025. Би сакал само да им ги честитам новогодишните и божичните празници, да не звучам као клише, имам и претходно изјавено, најпрво здравје посакувам на сите, после тоа успех и среќа.